26 возила за итна медицинска помош им стојат на располагање на пациентите од источниот регион, распоредени во 5 општини. Најмногу возила на располагање има Делчевскиот здравствен дом, вкупно 7, и тие се можеби меѓу најновите во регионот. Најстарото е со датум на производство од 2011 година, а најновото е од лани. Во останатите општини состојбата со возила за прва помош е следна. Виница 4, а Кочани и Берово имаат по 5, исто колку што има и најголемата општина во регионот Штип. Овдешната брза помош на располагање има 3 комбиња, една кола со лежај и еден джип. Опремени се овие возила, како и у последно време што се дадени на останатите служби кај што недостасуваа возила. Значи, тие се со комплетна опрема, колку што може посоодветно да се одговори на потребите на нашите граѓани. Бројот на возила во моментов е сосема доволен да ги задоволи потребите на општините, но речиси сите итни служби се соочуваат со недостиг на кадар. Ова особено изразено во летните месеци, кога поради одморите нивниот број дополнително се намалува. Доваѓаме во одредени ситуации до еден дефицит, како што е сега моментално во летниот период, како и сите други, сите институции и служби кои што работат. Значи, некој треба да оде на годишен одмор, на користење на годишен одмор, така да со преостанатиот персонал настојуваме да одговараме на потребите на граѓаните. Меѓутоа, доваѓаме до овие ситуации кога секогаш не можеме да одговориме во летниот период на сите барања и потреби на граѓаните. Сите здравствени институции во земјава заедно имаат 183 амбулантни возила, во кои влегуваат возилата за прва помош и санитетските возила. Вакви возила имаат 47 здравствени институции. Просечната старост на амбулантните возила е 11 години, односно тие се просечно произведени во 2008 година. 13% од возилата се произведени во минатиот век, односно пред 2000 година. Просечната вредност на едно возило изнесува 38.900 евра.